Дефинитивно Македонија со одлуката на владата да не ги прифати уставните измени на еден начин, да кажам своевремено или на еден малку подолг рок се откажува, условно кажано, од евроинтеграцијата на Македонија, односно од почнување на преговорите со Европската унија. Точно знаеме дека со почнување на преговорите следуваат огромни транши од финансиски средства и грантови од самата Европска унија. Иницијатор на овој договор за стратешко партнерство не е владата или нашата држава, дека барала нашата држава алтернатива, успеала да испреговара со Британија алтернативен модел на финансирање. Нас Британија не го нуди ова, а ние го прифаќаме. Значи нема никаков заеднички содржател на алтернативен модел со евроинтегративниот процес. И самата влада изјавува дека не се откажува од тоа. Кога се случуваат два договора, мора да постои интерес. Кој е интересот на Британија да не го понуди нам, да не ги понуди нам тие средства? Јас не можам да дешифрирате, да. Не можам да спекулирам, но предпоставувам дека измените кои што настануваат во светот и во Европа кои што настануваат и потребата на земјите да го зголемуваат своето влијание, пошто ние сме били на маргините, досега ни Британија, ни кажа Анџеловиќ из Америка во овој момент не интересира. Веројатно нешто се случува таму за сцената и